И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, уверливиот квалитет на верноста. Верноста е еден од најважните квалитети кој може да биде пронајден во нашиот живот. Кога ќе размислите што вклучува тоа, некогаш ние сме верувале во луѓе и сме имале вера во нив, а тие не разочарале. Тие ни кажуваат едно, а прават нешто поразлично. Потоа има луѓе кои минуваат низ многу компликации во животот, тешки времиња. Тие често се предадени или оставени со големи долгови или што и да е, заради нечија неверност, недостаток на верност. И така, верноста е многу важна одлика и јас би ве прашал, дали би се вклопиле во категоријата на некој кој е верен? Кога ќе кажете дека ќе сторите нешто, дали го правите тоа? Кога кажете кој сте вие, тоа на вистина и сте, или го кажувате тоа така лесно? Бог не го зема тоа така лесно. Затоа сакам да дадам наслов на оваа порака, уверливиот квалитет на верност. Кога размислувам, за тоа се присетувам на стихот во Битие, глава 32. Слушајте за момент. Стих 9. Јаков рече: О Боже, на мојот татко Аврам и Бог на мојот татко Исак, о Господе, ти кој ми рече на мене: врати се во твојата земја и кај твоите роднини, и јас ќе ти дадам напредок. Јас не сум достоен за сета љубезност и сета верност која ти ја покажа на твојот слуга. Тоа е само негов начин на искажување на неговата благодарност кон семојкниот Бог. Дали ти би рекол дека си благородна личност? Дали гледаш на твојот живот колку Бог ти бил верен, а ти си благодарен? И дека си благодарен заради неговата верност кон тебе? Така, низ писмото има бројни стихови за Божјата верност и јас сакам да прочитам неколку од нив, само да ве потсетам колку е важно тоа. Во Повторени закони глава 7 стих 9, слушајте: Знај дека Господ, твојот Бог, тој е Бог, верен Бог. Еден од неговите атрибути е дека ако Бог каже нешто, тој ќе го стори тоа. Во Псалм 33 стих 4, зашто зборот на Господа е исправен и сите негови дела се направени во верност. Тој го прави она што вели дека ќе го направи. Верен на неговите ветувања. Псалм 36, стих 5. Твојата добрина, о Господи, се протега до небесата. Твојата верност достигнува до небото. Псалм 119, стих 90. Неговата верност продолжува преку сите генерации. И плач Еремиин 3, 23. Огромна е твојата верност. Потоа, секако, кога ќе размислам во 2 Тимотеј 2, 13, слушајте, кога ние не сме верни, тој останува верен. Нашиот грев не ја поништува, не ја остава празна верноста на Бог. Тоа значи, некогаш ние не сме верни, но Бог секогаш е верен. Јас и ти никогаш не сме ги исповедале нашите греови на Него искрено. Навистина го правите тоа, а Тој да не ни простил. Не можете да именувате ниту едно ветување што Бог не го одржал. Таков е Бог. Тој е верен Бог, кој ги држи неговите ветувања во секоја околност од животот. Така, ние велиме дека Бог ги одржува неговите ветувања. Но исто така еден од неговите други атрибути вели дека Бог е непроменлив, тоа значи тој не се менува. Секој се менува, сите ние се менуваме, но Бог никогаш не се менува. Кога тој вели: јас никогаш нема да те напуштам, нити заборавам, што мисли тој? Бог вели: јас нема да те заборавам, јас нема да те напуштам. Верноста е еден од атрибутите на Бог на кој ние се одмараме. Верност.
Тоа е да бидеме оние кои велиме дека сме, да направиме она што велиме дека ќе го направиме, и тоа да ни биде начин на живот. Тоа е она што Бог го наменил за секој еден од нас, бидејќи да бидеш неверен значи да кажуваш нешто што не е вистина или да глумиш нешто кое не е вистина. Имајќи го тоа на ум, Светиот Дух го прави тоа дел од неговата одговорност да ни управува, води и да ни овозможи да бидеме верни во сложени, многу тешки ситуации. Светиот Дух е верен во изразување на квалитетите преку нас, кои се доследни со Божјата природа. Тоа е начинот на кој тој секогаш работи. Тој нема да прави нешто во нас која не е Божја вистина. Така, кога тој го испрати Светиот Дух, тој го испрати бидејќи Бог знаеше дека јас и ти не сме способни да живееме христијански живот. Не сме. Без Светиот Дух ти не можеш. Нема ниту еден од нас кој ја има силата и енергијата, храброста и верноста да живее христијански живот одвоен од присутноста на Светиот Дух. Така, ако ти си верник, ако си поверувал во Христос како твој спасител, ти си запечатен до денот на откуп, како што вели Бог. Значи, ти го имаш оној во тебе, кој ќе те оспособи да бидеш верен во секоја околност од животот. Кога ние сме неверни, тоа е истиот Свети Дух, кој живее во нас и не просведочува за грев. Така, верноста е многу важна на Бог. Верноста е важна еден за друг. Верноста е важна за самите себе. Дека ние го имаме квалитетот, може да ни се верува она што ќе го кажеме и да го направиме. Така, Светиот Дух не обучил. Затоа, кога размислувам за Светиот Дух, јас мислам на Него како Божи помошник. Тој ставил во нас сила за оспособување да го правиме она што го кажуваме. И така, ние имаме помошник. Така, Исус го нарекува Него помошникот, Светиот Дух. Ајде да помислиме на тоа за момент и на некои многу специфични области во кои Бог ветил дека ќе биде верен кон нас секој ден. Едно од нив е најпознатото, а тоа е во 1 Јован 1:9. Вие го знаете тоа од срце, видете што вели тој. Ако ние исповедаме, ние сме во согласност со Бог за нешто. Ако ние ги исповедаме нашите гревови, тоа значи ние не сме сгрешиле против Бог. Тој е верен. Слушајте, ова е Божиот дел. Тој е верен и праведен да ни ги прости нашите гревови и да ни исчисти од сета неправедност. Зошто Бог го става тоа праведен овде? Бидејќи, ако Бог само каже во ред, простено ти е, тебе ти е простено, тогаш опростувањето нема да значи многу. Верен и праведен да ни прости. Тоа значи кога Исус отиде на крстот и го плати долгот за нашиот грев потполно, тоа направи да биде можно, легално со Бог. Да, ако ние ги исповедаме нашите гревови, ние се согласуваме со Него дека сме направиле погрешни работи. Тој секогаш ќе ни простува, бидејќи тој го плати долгот за нашиот грев целосно. Тој го има правото да ни простува. Втора работа, Божјата верност ја лимитира силата на нашето искушение. Сега се сеќавате на 1 Коринтијани, глава 10, стих 13. Може би треба да свртиме таму. Ова повеќето од нас го знаеме од срце. Глава 10, стих 13. Друго искушение не ве зафати освен човечкото. Бог е што? Верен, слушајте, кој нема да допушти да бидете искушувани повеќе од она што сте способни, но со искушението ќе обезбеди пат на излез, за да можете да го издржите тоа. Тоа значи, кога ние сме искушувани, го имаме ветувањето на Светиот Бог, кој става ограничување на сето наше искушение. Некои луѓе се посилни од други, некои луѓе се само лесна работа за ѓаволот, некои луѓе се одлучни, јаки, покорни, верни, лојални слуги на Бог. Тој вели, еве го неговото ветување. Тој нема да дозволи ѓаволот да ти искушува повеќе од што си подготвен да носиш, како што ќе веруваш во Бог. Ние зборуваме за верници. Сега, неверните, тие немаат никаква помош. Слушајте го ова. Друго искушение не ве зафати освен човечкото. Тоа значи има секаков вид на искушенија. Бог е доверлив, тој е верен, тој нема да дозволи. Тој нема да дозволи да бидете искушувани над она за кое сте способни. Така, Библијата вели, Бог ви ветил дека не мора да потпаѓате на искушението, бидејќи Светиот Бог ставил ограничување на секое искушение со кое се соочувате. Сега, ако речете, па Боже, ако ти го направеше ова, јас немаше да го направам тоа. Бог вели, еве ветување кое јас го ветив за вас и јас го запирам искушението. Не може да продолжи. Тоа е ветување од Бог.
Дали верувате дека Бог ги одржува неговите ветувања? Да, верувате. Јас сум сигурен дека верувате. Бог вели, јас ставам ограничување на тоа. Потоа, тој вели во Филипени 4:7, и мирот од Бог, кој го надминува целото разбирање, ќе ги чува нашите срца и умови во Исус Христос. Тоа значи, овде се неговите ветувања. Кога јас и ти стануваме загрижени за работите, сега вие велите, дали грижите се грев? Јас ти го објаснам тоа на овој начин. Ние не би требало да бидеме загрижени, но има време кога нешто не погодува и наеднаш ние можеме да се чувствуваме загрижени. Посебно ако тоа е поврзано со некој кого го сакаме и можеби е во неволја. Нешто им се случило, болест или што и да е. Така, сите ние ќе се соочиме со времиња во животот кога се чувствуваме загрижени за работите. Ако си отишол на доктор и тој ти кажал дека срцето не ти е добро, веројатно ќе бидеш загрижен, а твоето срце ќе биде во уште полоша форма заради тоа што ти кажале. Но има време кога ние сме загрижени. Има време кога сме загрижени со тоа што гледаме некој друг како прави нешто за кое знаеш дека ќе биде катастрофа ако не сопре. Бог има ветување за нас. Тој го одржува секое ветување, а тоа ветување е дека ние може да го имаме мирот Божи. Забележете што вели тој. Тој, видете, кој го надминува секое разбирање. Тоа значи, Бог вели, јас ќе ти дадам мир што ти не можеш да го разбереш. Мирот Божи кој го надминува секое разбирање. И Павле вели, знаете, има времења и ситуации кои ние не ги разбираме. Ние си мислиме, Боже, каде беше ти? Боже, еве што рече ти? Еве што вели твојата Библија? Но гледај што ти дозволи да се случи. Боже, што се случува? Каде беше ти кога ова се случи? Зошто ти дозволи нејзе да го направи ова или тој да го направи тоа? Зошто ти дозволи моите деца да се најдат во тие ситуации? Мирот Божи кој надминува секое разбирање. Му благодарам на Бог за тој стих. Има некои работи кои ние не ги разбираме, некои ситуации за кои ние мислиме, па Боже, ако ти нас не сакаш, нема да дозволиш тоа да се случи. Господе, зошто ти дозволи тоа да се случи на тој и тој? Зошто ти само стоеше и гледаше како тие работи се одвиваат, го надминува секое сваќање, секое разбирање. Тој ќе го пази вашето срце и ум во Исус Христос. Има луѓе кои станале алкохоличари бидејќи не знаат како да се справат со одредени ситуации во нивниот живот и одат по шишето. Или луѓе кои влегуваат во секаков вид на прелюба. Секакви работи им се случуваат, има ситуации и околности. Бог разбира колку травматично, колку тешко, колку болно и колку тажно е тоа. Еве што вели тој. И мирот Божи, тоа е мир Божи, не е нечие објаснување, не е шише, не е афера. Мирот Божи, кој надминува секое разбирање, ќе ги пази вашите срца и умови. Како? По Христос. Тоа значи, мојата врска со Исус ќе ме пази да не се предадам во надеж. Мојата врска со Исус ќе ме пази да не го обвинувам Бог и да не го судам Него. Или да не се отргнам од Бог, да не си отидам од Неговата волја. Мирот Божи ќе ги пази нашите срца и умови во Исус Христос. Прекрасни ветувања од Бог, верноста Божја. Помислете на ова. Моментот кога бевте спасени, Светиот Дух дојде во вашиот живот и тој е таму. Тој е оној кој ве просведочува за грев. Ви дава утеха и сигурност во вашиот живот. Тој исто така е оној кој ја ограничува силата на сатаната во нашиот живот. Слушайте во 2 Солуњани 3:3. Но Господ е верен. Внимавајте, Господ е верен. Сега вие можете да му верувате на Него. Тој ќе ве зајакни и заштити од дјаволот, од злиот. Тоа е ветувањето од Бог. И знаете, кога луѓето велат, па ѓаволот ме натера да го сторам тоа. Не е тој. Ти избра да го направиш тоа. Ти избра да не веруваш во Бог. Ти избра да го наречеш Бог лажго, кој вели, јас ќе те зајакнам и заштитам од злиот. А ти рече, не Боже, ако ти беше Бог, ти еве го ветувањето. Овде се 4 едноставни ветувања. Првото е опростување на нашиот грев. Едноставно ветување го ограничува нашето искушение и ни дава мир насреде нашите грижи. И ограничува силата на сатаната во нашиот живот. Со тие 4 прекрасни ветувања во твојот живот, ти можеш да се соочиш со се. Сите тие се едноставни стихови кои ги знаете од срце. Ако доаѓаш во ова заедништво или одиш во црква каде пасторот верно го проповеда словото, ти веќе ги знаеш тие стихови. Ги земаш едно и ги ставаш во една капсула на верност.
Бидејќи Бог е верен, јас нема да плачам за тоа. Бидејќи Бог е верен, јас не разбирам, но јас ќе му верувам на Него. Со други зборови, можете да отидете право долу, овие 4 стиха, простување на гревовите, ограничување на силата на искушението, мир среде нашите грижи и ограничува силата на сатаната. Ти можеш да поминеш низ било што, ако го веруваш тоа, ако му веруваш на Бог. Така, ајде да размислиме за ова. Библијата вели дека кога Светиот Дух живее во нас, ние ќе имаме живот со стил. Тоа значи, ако јас одам во духот верувајќи на Него, тогаш јас ќе бидам посветен на Бог. Тоа значи, тој ќе биде оној кој јас го следам. Дали ти си личност која е посветена на Бог? Луѓето те знаат како христијанин, како Исусов следбеник. Дали тоа си ти, лојален? Дали тие те знаат како лојална личност? Го правиш она што го велиш. Ќе бидеш таму каде што велиш дека ќе бидеш. Ќе дадеш она што си рекол дека ќе дадеш. Ќе помогнеш кога си рекол дека ќе помогнеш. Дали ти си лојален? Дали луѓето може да сметаат на тебе да бидеш на нивна страна во тешки ситуации? Трето, непоколеблив. Тоа значи ти си ист секој ден. Не си едно денес, а друго утре. Дали може да ти веруваат на она што го велиш? Дали може да ти веруваат дека им ја кажуваш вистината? Цврст. Дали ти си цврст? Тоа значи ти си тврд, солиден, не се мрдаш од ова или она. Тие можат да сметаат на тебе. Доверлив. Може да ти се верува. Ти ја кажуваш само вистината. За оние кои те знаат, можат да кажат: па таа е многу доверлива. Ако го рекла тоа, ти можеш да и веруваш. Сигурен, проверен. Тоа значи, кога ќе кажеш дека ќе бидеш таму, ти ќе бидеш. Кога ќе кажеш ќе го дадам ова, тоа ќе го дадеш. Кога ќе кажеш дека ќе направиш одредена работа, ќе ја направиш. Тоа значи, луѓето кои те познаваат велат: една работа за него или неа, таа е проверена, покорен. Може ли да се каже за тебе дека ти си личност која се обидува да се покори на Бог? Не значи дека си совршен, но тоа сигурно се обидуваш да бидеш покорен на Бог. Те познаваат како таква личност. Потоа, плоден, твојот живот има резултат. Твојот живот се брои, прави разлика, има влијание на некого. И вистината е, ти влијаеш на луѓето со кои работиш, луѓето со кои живееш во твојот собствен дом. Ти влијаеш на нив на еден или друг начин. И последното е, јас би рекол верен, погледнете го ова. Ако ние живееме во покорност, посветени на Бог, лојални на Бог, непоколебливи пред гревот, цврсти, доверливи, сигурни, послушни, плодни, верни, вие велите, сето тоа во животот на една личност. Вие веќе го имате Бог. Што можете да направите со ваша собствена сила? Сите ние ќе паднеме. Она што Бог го бара во сите нас, внимавајте, е да веруваме во Него до точка каде што ќе му веруваме за се и се што во секоја ситуација во живот. Велиш, па јас се уште не сум таму и повеќе од луѓето не се таму се уште. Велиш, па кога ќе стасам таму? Јас не можам да го одговорам тоа за тебе. Ако ме прашаш, можам ли да верувам на Бог за секоја работа, јас имам две мисли. Мислам дека можам, но имам некои работи со кои не сум се соочил. Не знам. Јас само знам во овој момент од мојот живот. Верувам дека можам да верувам во Бог едноставно за се. Но јас нема да се фалам со тоа. Никогаш не кажува на некој дека реков дека можам да верувам за се. Можам само да се справам со се. Се соочив со многу работи, но има луѓе кои се поминале низ ситуации и околности низ кои јас не сум минал. И така, ние треба да бидеме трпеливи еден со друг. Кога ќе видиш некој да се сопнува, не биди пребрз да го судиш. Може и ти да ја имаш истата можност. Не ја нарекуваш можност, но со други зборови, тоа е еден вид така кога ќе дојде за да се научиш да веруваш во Бог. Ние имаме можности да веруваме во Бог во секоја ситуација во животот. Верувај на Бог. Дали ова те опишува тебе како личност? Твоите случаи, твоите дела, твоите мисли. Дека ти си личност која е посветена на Бог, тоа е прв. Ти си лојален на Него. Ти не се откажуваш од Него. Не одречуваш дека си верник. Не се колебаш. Не си денес горе, а утре долу. Ти си цврст во твојот христијански живот. Ти си тврд. Ти си посветен. Ти си доверлив.
Што и да кажеш, тоа и ќе го направиш. Ти си сигурен. Тоа значи некој може да се подпре на тебе, да го направиш она што си ветил дека ќе го направиш. Ти си покорен толку подобро како што знаеш што покорноста бара од твојот живот. Ти си плоден. Твојот живот прави разлика во животите на некој друг. И ти си верен. Тоа значи ти си оној кој велиш дека си. Го правиш она што велиш дека ќе го направиш. Ќе бидеш она што велиш дека ќе бидеш. Амин. Татко, колку благодарни сме ние што ти не спаси за да не оставиш овде да се справуваме, да го правиме сами најдоброто што можеме, бидејќи некогаш, Господи, ти знаеш дека ние не го правиме секогаш најдоброто кое можеме, но ти ја знаеш желбата на нашето срце. Јас се молам за луѓето кои страдаат оваа утро, можеби живеат во дом каде никој друг не е христијанин, или нивните сопружници не се, или нивните деца им отежнуваат, што и да е тоа. Ние ти благодариме што ти живееш во нас и ти си ни ги дал тие витувања, за да овозможиш ние да бидеме такви како што ти сакаш. Ние ти благодариме за овие едноставни стихови од писмото, кои се трансформирачки за животот и навистина уверуваат. Ние те сакаме, те славиме и ти благодариме за она што го вели твоето писмо, а ние го знаеме од искуство. Ти си верен Бог. Нам ни се допаѓа песната. Огромна е твојата верност. О Господе наш. Се молиме во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.